Топ тема, добро вечер. Иако поради проблемот со уставните измени како предуслов за продолжување на процесот на преговори со Европската Унија и натаму во фокусот е само оваа политичка димензија, многу други процеси течат паралелно, иако и тие, особено реформската агенда од планот за раст, прекриени со своевиден завет за молчење или одбегнување на директни прашања, пред се поради фактот што за клучни реформи, како оние во судството, на пример, власта мораче да пречкрта многу своји предизборни ветувања, но и да проголта несватливо јавно пропагирање политики спротивни од оние договорени и веќе можеме слободно да кажеме потпишани со Брисел. Каков е планот за спроведување на реформската агенда од планот за раст? Дали принципот реформи за пари конечно ќе даде резултат? Зашто и на што ќе се искористат 750 милиони евра ако се спроведат сите 130 реформски мерки? За ова, но и за некои други прашања. Например, колку трпение ќе има во вреди за колебањата околу уставните измени? Има ли простор за договор со Софија? Ова се дел од прашањата за мојот вечерашен гостин, министерот за европски прашања Орхан Муртезани. Добро вечер и добре дојдовте во Топ тема. Добро вечер, благодарам за поканата. Министре, како што спомнав, иако поради политичките проблеми, изгледа некако сите останати дебати за другите процеси кои течат, изгледаат некако бесцелно, бидејќи голем дел од граѓаните одбиваат да воспримат информации за европскиот процес кога формално тој е закочен. Сепак вечерва ќе се обидеме да разјасниме некои крупни процеси, меѓу кои е и планот за раст и особено реформската агенда за планот за раст. Но пред се она што е последно и најактуелно, како вие го прочитавте, односно кои се пораки ги извлековте од последниот извештај за напредок на Европската комисија. Прво, на почетокот, дозволете ми да уште еднаш кажам дека извештајот годишниот на Европската комисија мора да се гледа во хармонија со сите други документи кои што ние сме ги добиле периодов, а тоа е скрининг извештаите, реформската агенда, како и патоказите за владење на право и реформите во јавната администрација и сите други релевантни документи, бидејќи сите овие се хармонизирани и сите црпат содржина една од друга. Во голема мера извештајот е сличен, ако не скоро ист со извештајот од претходната година. Тоа што е добро е дека има, колку и да е мала, има блага тенденција на подобрување во однос на напредокот, бидејќи знаете вие дека извештајот ги оценува, односно мери подготвеноста на земјата за пристап во Европската Унија и напредокот. Ние сите сме сведоци дека од 2019 до 2023 сите извештаи едни по други констатираа дека има уназадување во процесот на било на хармонизација, било процесот на пристапување на земјата во Европската Унија. Тоа што е добро во овој извештај е дека колку и да е мал, да речем, растот или подобрувањето, сепак тенденцијата е благо на кај подобрување. Секако дека клучната порака е дека со соодветен ангажман, со посветеност и сериозност во спроведувањето на реформите, извештајот следната година може да биде уште подобар, бидејќи тоа зависи од тоа колку ние ќе ги навреме зајакнеме капацитетите и колку ќе се посветиме на спроведување на реформите. Има една специфична околност годинава, ме тоа што практично извештајот покрива две влади, три. Да, со оглед и на реконструкциите на претходната влада на СДСМ-ДУ и вашата влада во која бевте и вие во друго својство тогаш. Меѓутоа факт е дека ако се погледнат, ако се преточат тие зборови со кои што се опишува, особено напредокот од година во година, и ако тоа се спореди особено со земјите од регионот, факт е дека има, речи се, некаков застој, некаде дури и назадување, или практично напредокот е само во три сфери.
тројка за земјоделство и рурален развој, тројка за рибарство и тројка за надворешната безбедност и одбранбената политика. Единица и двојка во сите останати поглавја, без оглед како поглавјата се сега подредени во тие 6 кластери. Не се Не е тоа согласувам. оценка за фале. Не се согласувам дека има назадување. Ја пред мене ја имам компаративната анализа и назадување по области е нула. Значи нема констатирано извештајот назадување. Слободно Меѓутоа, движење на стоки, слободно движење на работници, нула. Борба против корупција, добро, нула. тоа нема напредок, не назадување. Дека нема напредок, се согласувам, нема напредок се 6 области. 17 се ограничен напредок, 17 се делумен напредок, 3 се добар напредок и многу добар напредок се нула. Генерално сликата е пресликана со претходната година, со да речам мали корекции во однос на земјоделските политики, рибарството, одредени подобрувања во кластерот 1, бидејќи е логично да имаме поголеми чекори на подобрување во кластерот 1, бидејќи во случај на отварање на преговорите, тој кластер се отвара прв. И чисто едно појаснување за јавноста, ние со претходното владење не сме дел од сегашниот извештај, бидејќи алтернатива замина од власта во февруари 23-та, а извештајот опфаќа 15 јуни 23-та до 1 септември 2024-та. Да, неколку месеци разлика, меѓутоа тоа и не е толку битно. Оно што е побитно е вообичаено кога ќе дојде извештајот, сите велите првата реченица ова е нашето огледало и потоа се продолжува. Ако е добар, власта се фали, ако е лош, вели опозицијата. Ги знаеме сите квалификации, вообичаено се менуваат квалификациите во зависност од тоа кој на која позиција е, дали е во власт или е во опозиција. Но она што е побитно е што понатаму, бидејќи голем дел од задачите всушност се работи задачи кои што не се завршени минатата година и сега освен она завршете ги, се додава плюс уште нешто што го имаше и порано, меѓутоа годинава особено се нагласува, а тоа е спроведете. Најслабата македонска точка во целиот процес, сите изминати години без оглед која влада била. Се согласувам, колку и да добиеме пофалби во однос на усвојувањето на легислативата, формалното зајакнување на капацитетите и така натаму, во однос на имплементацијата и системското функционирање, секогаш добиваме забелешки, но и препораки за понатамошно продлабочување на работата. Колку и да одредени политички влади се служат за дневна политика со такви квалификации, ја мислам дека извештајот се прави за државата и сите препораки се во корист на државата и секоја влада. Се согласува, меѓутоа не се оценува работата на владата во извештајот, се оценува работата на државните институции генерално на системот. И затоа ние треба да гледаме што сме наследиле, што ние треба да подобриме и каде да стигнеме. Ако сега почнуваме да плукаме по претходната влада, нема да има никаква логика, бидејќи можда поради таквата политика тие ја згубија и власта. Од нас се очекува сите овие препораки да ги конкретизираме во чекори, во буџети за поддршка на тие реформи, да воспоставиме силен систем на мониторинг, на евалуација и имплементација и да бидеме сигурни дека работите се движат во правилна насока. Ќе си дозволам само да констатирам дека очигледно имате различен пиар советник со премиерот. Јас и сум работел долго години во пиарот, така да можам да се сметам и сам советник за пиар. Во однос на констатацијата дека не треба да се осврнуваме само на минатата влада, тука и она што ние ќе го направиме. Министре, ако толку години постојано се повторуваат едните исти забелешки, постојано клучниот проблем е неспроведувањето на законите, колку сега она што е нов европски инструмент кој што ќе се применува во
при спроведувањето на реформската агенда во планот за раст, а тоа е принципот пари за реформи, ќе може да ги смени нешто. Не, обратно, реформи за пари. Реформи за пари, да. Бидејќи впечаток е дека Европската комисија не прочита сите. И Македонија, и останатите земји од Балканот, и конечно го најде оној баланс на морков и стап, во кој што сега стапот се тешки реформи, морковот се парите кои што ќе се добиваат за нивно спроведување. Колку тоа дома ќе ги смени работи? Конкретни и реални реформи. Мислам дека ова се должи прво, се согласувам со вас, на долгото искуство на Европската Унија со Западниот Балкан и начинот на кој ние ги спроведуваме реформите. Меѓутоа, најбитната компонента на реформската агенда е дека станува збор за набилдана амбициозна агенда, која што Западниот Балкан на брза трака треба да го спреми за брзо членство во Европската Унија. Секако дека ова агенда ќе ги тестира до максимум сите наши капацитети, и тие постоечките и се останато што треба да го градиме во иднина за добро спроведување на реформската агенда. Станува збор за сериозна операција, кој што овој пат ни се дадени пред нас задачи поврзани со временски рокови, и финансиските средства кои што се поврзани со реформите може да ни станат расположливи само откако реформата ќе биде успешно спроведена, откако ќе биде докажано дека е соодветно спроведена и откако целата таа документација ќе биде однесена во Европска комисија и ќе се констатира дека е така. Министре, 6 области, ајде, 5,5-6 се, 18 подобласти, која ќе кажеме 37 реформи, тоа се практично крупни законски проекти и стратегии што треба да бидат донесени, но многу прецизно избројано дури 136 реформски чекори или мерки кои што ќе треба да се преземат. И сега престручни се тие индикатори според кои што Европската Унија ќе го мери успехот, но факт е дека секој од нив чини пари. Што значи Ајде да објасниме малку за јавноста, да го објасниме тој принцип за јавноста, пари за реформи, бидејќи еве во меѓувреме гледачите ќе погледнат на пример на колку е процената секоја од тие 6 области во кои што ќе треба да се споменуваат, односно колку ќе чинат реформите по области во милиони евра. Така, во зависност од тоа како ги гледаме зелената енергија и дигитализацијата, може да биде предмет на расправа дали станува збор за 5 политики или 6 политики. Меѓутоа, сите овие политики внатре вклучуваат конкретни области, конкретни реформи, 36 и 136 реформски чекори, кои што се поврзани од едната страна со датуми за имплементација, а од другата страна со одредени финансиски средства. Износот, односно распределувањето на износите по реформа е направено согласно методологија на Европската комисија, согласно тежината. Ако одредена реформа е поклучна, посуштинска и бара по голем ангажман на институциите, таквите реформи се со максимална, да речем, награда или 8,5 милиони евра, додека тие во првата скала кои што се генерално акцијски планови или насоки, тие се во износ од 2 милиони евра. Вкупниот буџет од целата реформска агенда е 750 милиони евра, кои што веќе ни се на располагање. Меѓутоа, за да може да се повлече првата транша, треба да се подпишат договорите за инструмент за раст, кој што е во надлежност на Министерството за европски прашања, и договорот за заем во надлежност на Министерството за финансии. Откако овие договори ќе се ратификуваат во собранието, таму некаде пред новата година ќе го поднесеме барањето за првата исплата. Структурата, само уште еден збор, структурата на овие 750 милиони евра е 1/3, односно 215 милиони евра
евра грантови за буџетска подршка, 185 милиони евра заеми преку WBIF за проекти и 349 милиони евра заеми преку, односно грантови преку Европски WBIF. Да. Добро. Само да прецизираме, кога ќе ги подпишувате, кога е планот да ги подпишете, бидејќи треба да одат и на ратификација во собранието, а ќе разговараме веќе и за обврските кои што стигаат за пристигнуваат за исполнување веќе во декември за месец ден. Договорот за инструмент за раст кој што е во наша надлежност е готов и е преведен. Чекаме во текот на неделата, се надеваме дека ќе добиеме завршни коментари за договорот за заем за Министерството за финансии, бидејќи ако содржината на тој договор трпи промени, тогаш најверојатно ќе трпи промена и нашата содржина. Откако ќе се усогласат, тие веќе се првичните верзии се и преведени. Мислам дека некаде кон средината или втората половина од ноември ние би ги пуштиле во собрание за ратификација. Да, она што е битно дека сите документи, тоа е обврска, тоа го направи и голем дел од земјите соседи, вклучително и таа динамика што како ќе треба да се спроведе, ќе мора да биде јавно. Сега, министре, ако се согласивме дека е ова еден така стимулативен инструмент на морков и стап од страна на Европската комисија, кој ќе биде стапот од македонска страна, бидејќи реформите, како што рековте, се многу, реформите се дел од нив тешки, и реформите се во голем дел меѓусебно испреплетени, но оно што е најбитно, голем дел од тие реформи се спротивни на политики на дел од владеачките партии предизборни, па дури и спротивни на дел од политики во владината програма, особено во делот на зелената енергија. Не знам точно на што мислите и некакви предизборни ветувања. Меѓутоа, тоа што е факт е дека да, станува збор за премногу предизвикувачка агенда, која што ќе биде навистина огромен тест за прво за капацитетите на нашите институции да го спроведат и после предизвикувачки ќе биде следењето на целиот тој огромен комплексен механизам. Меѓутоа, овој систем, јас сум убеден, имајќи ги предвид досегашните искуства со државните институции, овој проект ќе биде многу тешко да успее ако сите министри и институции кои што се опфатени со реформската агенда нема да посветат внимание и ако овие реформи нема да им бидат дел од секојдневните ќе им бидат ли? Тоа ми е прашањето, бидејќи вие како што символично најавивте на брифингот, се чини дека жолтиот, црвениот и зелениот картон нема да бидат доволни ако се продолжи со праксата, а јас ќе ви посочам примери на таа пракса во која отворено и натаму се промовираат јавно политики кои што се спротивни на она што ние сме го подпишале или за што сме се обврзали. Прво, сите институции во периодот кога се преговараше и во претходната влада и во сегашната содржината на реформската агенда, самите институции ги договорија и содржината на реформите и датумите за имплементација. Така да тие се доволна основа, тие прво сега да предвидат соодветен буџет кој што ќе им биде неопходен за имплементација на реформите, меѓутоа и да направат внатрешна организација или заекнување на капацитетите се цел да бидат спремни за имплементација на реформската агенда. Тоа што јас сум го најавил и ќе настојувам да е така, дури може сега за вашите гледачи да споделиме уште една дополнителна информација. Во моментот работиме на изградба на онлайн платформа која што на дневна основа ќе го следи напредокот, односно процесот на имплементација на реформската агенда. И сите тие реформи кои што ќе бидат навремено имплементирани, сите тие
кои што ќе ги почитуваат датумите, системот ќе ги дава со зелено. Тие што нема да ги исполнат, ќе ги дава со црвено. Така да ова е и некоја символика на аналогијата при брифингот, меѓутоа ја сметам дека институциите до одредена мера мора да бидат и под дополнителен притисок и од јавноста, бидејќи знаеме дека многу често се повикуваме на непрофесионална, партизирана или каква да е администрација. Еве сега имаме можност на дело ние да направиме реорганизација, ако стварно се повикуваме на капацитети за реформи, ако самите викаме дека внатрешните реформи се битни, тогаш мислам дека реформската агенда е одлична можност ние тоа да го докажеме на дело. Дали ќе бидеме 100% успешни или не е толку битно, колку што е битно да го даваме нашиот максимум и да се спроведе реформската агенда. Добро, во духот на дигитализацијата подобро е онлайн платформа отколку министерот за европски прашања бидејќи нема да се носат картончиња. Да дели картончиња, а можеби некој од колегите ќе ги фрлат и нема да стане тоа јавно. Но пак ќе ве вратам на примерите кои што, односно би сакал да ги посочам неколку примери кои што ја го покажуваат тој јас на ветено, преземена обврска и она што јавно се пропагира, а тоа се да почнеме од политички најчувствителната тема, тоа се реформите во судството. Агендата тука е јасна, дека најдоцна до јуни треба да се донесе 2025. Јуни 2025 година треба да се донесе новиот закон и сега внимавајте, секој израз е битен, односно вие ги знаете, ги нагласувам заради јавноста, консолидација на функционирањето на судскиот совет. Министре, знаеме дека предизборно ветување беше распуштање на судскиот совет и советот на јавни обвинители. Знаеме дека вашиот шеф во какви се конфликти не влезе со амбасадорите на меѓународната заедница и со евроамбасадор, односно по-конкретно со поранешниот евроамбасадор. Дури со изјави од типот јас имам програма и тоа е. Но овдека јасно стои, изјавите се сега поинакви, веројатно сватија дека се удри во зид, дека некои процеси течат, дека не зависело се од тоа што ќе биде напишано во Белата палата, но факт е дека, например, Законот за судски совет треба да се донесе до јуни 2025 година и тоа согласно препораките на оценската мисија и се оди дури и чекор понатаму што во овој документ е опишено што ќе се случува со оние 20 членови кои што треба да бидат избрани оваа година. Односно дека тие 20 ќе бидат избрани според постоечкиот закон. Има ли политичка волја тоа да се случи, бидејќи денеска сме 4 ноември, не е далеко, таму беше околу 30 септември, кога премиерот рече денеска заврши рокот, никој од експертите не дојде да ми даде некаков предлог и јас од денес натаму ќе си терам по мое. Тоа ќе си терам по мое може да значи ќе си терам согласно моите предизборни ветувања, што немаше сепак да ги остави. Од моментот кога ние како држава сме аплицирале за членство во Европската Унија, знаеме точно дека усвојувањето на европското законодавство не е предмет на преговори. Сите други работи кои што се организирани по кластери, по глави и така натаму се предмет на преговори. Усвојувањето на европското законодавство се прави по автоматизам. Во однос на реформите во судскиот совет, како што и самите сте сведоци, во последниот период дури премиерот најави и формирање на работна група која што ќе биде поопширна и која што секако дека ќе ги земе предвид и препораките на оценската мисија, бидејќи тие се препораки кои што новото законско решение треба да го приближа до стандардите на Европската Унија. Министре, премиерот, последната изјава на премиерот е јас се сретнав со господинот Хорватин, тоа е хрватски експерт, ми даде многу убави идеи и сега јас ќе го викнам министерот за правда и ќе почнеме со процес. Министре, вие знаете кој е господинот Хорватин.
Знаете дека е тоа всушност истиот човек кој што ја предводеше оценската мисија на Европската комисија и кој што ги напиша тие препораки. Проблемот е што дали се уште овие процеси се користат за политизација, бидејќи законот за судски совет министра е готов. Во Министерството за правда, вие знаете, веќе 2 месеци седи експертска група од европски и домашни експерти, која што ја плаќа Европската Унија и која што работи на спроведување на сите закони предвидени со стратегијата за реформи на правосудството, која што вие ја цитиравте кога бевте на првиот состанок на ГАК на кој што присуствува и земите од Западен Балкан. Зошто уште одиме со такви популистички интерпретации кога насоките се трасирани? Кога ова ќе го преведете и објавите, секоја несоодветна интерпретација ќе излезе на виделе. Еве, тука дури пишуват, да не цитирам и да не ги замараме граѓаните со ова, јасно е опишан секој чекор и владата ставила подпис на таквите чекори. Прашањето е што правиме со различните интерпретации ако тие доаѓаат од буквално од владиниот врв. Сите тие чекори во реформската агента се превземени обврски, чие исполнување треба да не носи еден чекор поблиску до Европската Унија. И ако ние овие реформи ги правиме согласно стандардите и препораките на Реформската Унија, тогаш целиот процес има смисла. Ако процесот ние го правиме спротивно на препораките и ЕУ стандардите, бидејќи и на овогодишниот извештај стои точно во каква насока треба да бидат новите законски решенија во судскиот совет, тоа што е битно во моментот е дека во владата и кај премиерот има волја за ова прашање да има решение и решението ќе биде согласно европските стандарди, а што подразбира земајќи ги предвид препораките од оценката. Имаме ли време сега ние да ги амортизираме изјавите кои што претходно биле давани, да се намалува политичката штета од нив, за да не каже некој утре задутре некој свиткал кичма и натаму, бидејќи едноставно генерално, особено за оние процеси, оние реформи кои што се предвидени до декември 2024, јуни 2025 и декември 2025, тие се така меѓу себе врзани што едноставно нема време, министр. Некои работи требало да се почнат вчера. Се согласувам. Затоа целата суштина е кога институциите ги предложиле овие реформи, требало да имат предвид какви буџети и какви чекори во смисла на капацитети им требаат за спроведување на реформите. Да, но еве само кај судскиот совет. Точно е нели дека треба новиот закон да се донесе до јуни 2025. Така стои во реформската агенда. Така стои во реформската агенда. Исто така е точно дека до декември 2025-та оние членови на судски совет на кои што ќе им истече мандатот, а речиси мнозинството, ќе треба да се бираат по тој нов закон. Ако тоа е точно, тоа е суштината на тоа законско решение. Но ако е тоа точно, тоа значи дека ние за да се донесе законот во до крајот на јуни, да го искористиме крајниот рок, веќе февруари треба да се почне да се отвори устав. Бидејќи за да се спроведат тие препораки, треба да се отвори уставот за една најобична одредба. Да се смени министерот така за правда. Тоа се процеси кои што траат. Се согласувам, меѓутоа тоа што е битно во моментот е дека постои волја да се стигне до ново законско решение, при тоа земајќи ги предвид европските препораки. Согласно најавите на премиерот, јас мислам дека многу скоро
освен откако ќе се сретне работната група, мислам дека би имале иницијални потенцијални решенија околу тоа како ќе изгледа новиот закон. Така да мислам дека ако работната група почне да работи, имајќи предвид дека препораките од оценската мисија се јасни во таа насока, мислам дека не би требало многу време за да дојдеме до законско решение. Следните два примери се поврзани со уште едно во јавноста жешко прашање, тоа се коридорите 8 и 10, но прво кратка пауза за реклами, па ќе се усврнеме и на нив, особено што и покрај сите дебати видовме како заврши, како прогледа слепиот коридор од кон Бугарија, но фактите говорат дека не само што ќе се гради тој, тука има предвидено и пари за продолжување на тој проект и кон Албанија, што повторно се факти различни од политиките кои што дел од владините министри ги промовираат. Прво кратка пауза за реклама. Министре, рековме на почетокот дека го споменавте делот од парите како ќе се распоредува и за кои се проекти. Сега малку ова македонскава листа на проекти се чини дека е малку листа на желби. За голем дел од проектите се уште не се дефинирани изворите на финансирање, например, огромен е сетот на реформи кои што треба да бидат преземени во Министерството за образование, но освен оној дел кој што ќе отпадне за реформите, таму и ќе треба да има и сериозни инфраструктурни зафати во поглед на основните и средните училишта, и уште нема пари за тоа. Меѓутоа, она на што сакам да се осврнам и да го поврзам повторно со актуелни политики се две прашања. Прво, зошто изгубивме месец-два на јавно тормозење со полемики околу тоа дека нема да се гради коридорот 8, па се скаравме и со Европската банка, инвестицијска банка, па и со Европската банка за обнова и развој, па ќе префрлавме пари лево десно, ако владата уште во средината на август била информирана и знаела дека изградбата на пругата од коридорот 8, делот кон Бугарија, последната, третата делница, што беше најспорна за дел од владините министри, односно за премиерот и за министерот за транспорт, знаела дека ќе заврши така, како што заврши минатата недела со договорот во Бугарија. Јас нема да се пуштам во коментирање на изјави на мои колеги. За мене битно треба црвен картон да им за дадете мене за битно е тоа што време. јас сум конзистентен со изјавите од првиот момент кога сум станал министер и од почетокот сум многу јасно кажал дека коридорот 8 колку и да придонесува во социоекономската состојба на земјата, тој пред се е коридор на НАТО и ние треба да гледаме од безбедносна перспектива. Кога станува збор за коридор на НАТО, мислам дека наше е само да ги најдеме начините како би го тоа завршиле. Што се однесува до листата на индикативни проекти, во листата не се вклучени реформи, туку се вклучени потенцијални инвестицијски проекти. Во склоп на листата на 38 проекти од различни министерства и институции, најголемиот дел се од транспорт, каде што е предвидено освен реконструкција на коридорот 10 во однос на пруга и одредени железнички... Ќе го оставиме, бидејќи тука има специфика. Да се задржиме на коридор 8. Заврши така како што заврши. Прогледа тунелот, слепиот тунел кон Бугарија. Проблемот е зошто сета таа реторика, зошто сето тоа потрошено време, кога овој документ како влада почнувате да го правите веќе од влегување у кабинет. Од 24.6. Да, поточно. И знаете, и никогаш како влада не сте го промениле делот од индикативните проекти во кои што стои за период 2024-2030
2024-2031 изградба на пруга Кичево-Струга 50 км, И Струга-албанска граница. албанска граница 22 км, процената вредност 525 милиони евра, извори на финансирање, фонд за инвестиции за Западен Балкан, Европска банка за обнова и развој И така натаму. и Европска инвестицијска банка, сите тие со кои што се скара. Не само што Тоа оддава несериозност. На крајот од денот, вие сте адресата на која што пишуваат амбасадори, пишуваат од Брисел. Чекајте, едно ни доставивте, едно ви е желбата, друга е изјавата на политичари, трето слушаме во јавноста, четврто брифирате. Затоа упорно инсистирам на тоа целата приказна да не ја тераме согласно одредени изјави, туку согласно преземените обврски. Овие проекти, овие проекти што ги спомнавте вие, се по предлог на Министерството за транспорт. Да. И ако ние сме преземале одредени обврски, јас пред институциите на Европската унија треба да се задржам до тоа што е преземена како обврска и да видиме кои се начините како да се реализира. И секогаш мојот пристап како министер за европски прашања бил во оваа насока. Ако сме преземале одредени обврски, тогаш дај да седнеме да градиме капацитети, да направиме стратегија како овие успешно да се имплементираат. Ако сум премногу индискретен, не мора да ми одговорите, но мора да ве прашам. Како тече еден разговор, на пример, меѓу Орхан Муртезани, министер за европски прашања, Александар Николовски, министер за транспорт, и Христијан Мицкоски, премиер, например, на тема железничка пруга Коридор 10. Ако сакате сега да одиме на светот на хипотетиката, тогаш да замислиме состанок кој што би се одржал помеѓу нас тројцата. Ние тројца, само ние заеднички состанок не сме имали, меѓутоа најмалце еднаш неделно се гледаме на седница на влада, каде што секако дека станува збор и за реформската агенда и за листата на проекти. Во склоп на таа дебата, сите од нас можно е да имаме различни пристапи, меѓутоа преземените обврски пред нас се тие и останува на нас да се договориме како ќе ги имплементираме. Што се договоривте, министре? Кога се зборува за брза пруга, тоа е нешто сосема друго од реконструкција. Од она што е напишано тука. Овдека имаме напишано што? Ајде да не биде дека јас измислувам, кажете вие што во однос на пругата сме побарале тука и веќе се алоцирани и средствата. Тоа се некаде околу колку се 229 милиони. Значи станува збор за два крупни проекти кои што се дел од коридорот 8. Првото е реконструкција на железнички мостови во коридорот 10 во вредност од 28,7 милиони евра. Меѓутоа станува збор за проект кој што е со ниво на зрелост 1, бидејќи во склоп на листата на индикативни проекти се мери и зрелоста на проектите, моменталната состојба, дали е во фаза на проектирање, предпроектирање, физибилити студија, тендерирање и така натаму, износот и структурата на финансирање. Освен овој проект од коридорот 10, исто така е предвидено и реконструкција, односно градежни активности за реконструкција на коридорот 10 и тоа е во вредност од 200 милиони евра. Но тоа е за постојната пруга и дали е тоа различно од она што значи брза пруга? Секако. Бидејќи оваа пруга никако не може да биде брза пруга. Јас сум бил генерален директор на Македонски железници и имам основни познавања од таа проблематика. Реконструкцијата на коридорот 10 подразбира оваа траса, само пругата да се модернизира. Брза пруга, според моје мислење, подразбира двоколосечна пруга. Ако се гради двоколосечна пруга, нема да може да се користи актуелната траса, бидејќи на многу сегменти нема да може да се гради дволиниска, односно двонасочна пруга. Така да во склоп на листата на индикативни проекти станува збор за реконструкција на актуелната пруга од коридорот 10.
нема да бидам саркастичен дека во хипотетичка ситуација не бисте се разбрале, бидејќи се уште и натаму слушаме брза пруга, која што час ќе оди по оваа траса, час ќе ја вртиме покрај Свети Николе, ама проблемот пак останува, бидејќи и кај Свети Николе е равница, ама за да се помине Валандовско брдо и да се спои до Миравци, го имате истиот проблем како да ја пресечете, што сега се чини невозможно, односно може да биде многу скапо, како да ја пресечете Демиркаписка клисура. Не знам, или можда ќе требат малце појаки локомотиви за да може да влечат нагоре. Добро. Што од она што како проекти, бидејќи овдека овие проекти се со единица, што значи треба да се почне со онаа прва фаза feasibility студија, што од овие проекти изгледа најзрело, како што ви се рекло, оценка тројка. Јас, ако не грешам, најдов дека тоа се болницата во Штип, изградба и Кичев, ама не знам дали сум во право. Да, бидејќи јавноста знае дека клиничкиот центар, ако не се лажам, во Штип беше предмет на тендерирање, беше поништен договорот и мислам дека документацијата и сите тие претходни чекори за финансирање проектот се готови. Меѓутоа, во споредба со проектите во транспорт, дигитализација и енергетика, износите во образование и во здравство се помали. Најкрупните финансиски средства се предвидени во областите транспорт, дигитализација и енергетика, со вкупно во сите 5 области 38 потенцијални проекти за финансирање. Кој е најзрел? Па, мислам дека спомнате вие дека клиничкиот... Вас спомнав, меѓутоа има уште неколку, меѓутоа имам сега малку проблем со читањето, бидејќи кај дел се дефинирани изворите на финансирање, например, кај Штипската болница, меѓутоа, еве, иако е со тројка зрел проект, модернизација со зелена енергија на градска општа болница 8 септември. Тука само имаме проценета вредност од реконструкција, меѓутоа околу 2 милиона, 2,5 милиони евра, меѓутоа изворот не е дефиниран. Секако дека во повеќето проекти од областа на здравство и образование, изворот на финансирање уште не е дефиниран, особено во областа образование, бидејќи списокот на проекти од образование стигна последен. И тоа не мора да значи дека планирањето на структурата на финансирање не може да се направи во иднина. Ист таков проект е и психијатриската болница или психијатричкиот центар во Демирхисар со ниво на зрелост 3. Исто така спомнавте и вие модернизација на болницата 8 септември. Исто така има многу битни проекти и во областа на образованието, што се однесува во реконструкција на основни и средни училишта, меѓутоа таму се мисли пред се на проекти со компонента на енергетска ефикасност. Во склоп на здравството исто така воспоставувањето на центар за третман на цистична фиброза на пациентите со цистична фиброза, и тоа исто така со ниво на зрелост 3. Исто така има многу крупни проекти и од енергетскиот сектор, пред се во однос на зајакнување на капацитетите за пренос на електропреносниот систем, АД МЕПСО, изградба на Иако премиерот не признава дека овој документ е правен и од претходната влада, вели рекол на брифинг нула затекнавме, сепак е резултат на работа и на двете влади. Впечатливо е дека има многу проекти кај МЕПС. Секако јас
И на брифингот со новинари мислам дека спомнав, а и при секоја моја изјава, упорно тврдам дека овие се проекти кои што го надминуваат векот на одредена влада. Например, за изградбата на 400 киловолтната трафостаница во југоисточниот регион, односно како што во МЕПСО се нарекува трафостаницата во Милетково, која треба да ги поврзе сите тие соларни капацитети, беше почната процедурата, беше иницирана од мојата страна. Директорите што ме наследи ја продолжија. Сегашниот директор потпиша спогодба, можда некој иден директор ќе почне да изгради трафостаницата. Тие се крупни инфраструктурни проекти кои што надминуваат век на одредена влада. И претежно проектите од МЕПСО се на ниво на зрелост 3, што значи дека не треба многу напор и време тие проекти да станат предмет на финансирање. Кога сме веќе во делот на МЕПСО, во делот на енергетиката, поврзано со вашето претходно искуство и како директор на МЕПСО, би сакал особено да ве прашам, посебно внимание предпоставувам дека кога ќе биде објавен документот, тоа рековте ќе се случи наскоро откако ќе завршат ние лекторски проверки и така натаму. Посебно внимание предизвикува планот за инвестиции во капацитети за балансирање, односно изградба сега како да ги наречеме тие батериски резервоари за електрична енергија, бидејќи Македонија го има тој проблем. Сега тука се наведени и локациите, тие би требало да бидат во Битола, Штип и Кичево. Проценетата вредност на овие резервоари е некаде околу 100 милиони евра. Сега во двоен капацитет и како министер кој што ќе бидете во ситуација да барате пари за овој проект заедно со вашите колеги, но и како поранешен директор на МЕПСО. Мене ме интересира, јасно е зошто и треба овој батериски резервоар на државата, но кој да биде изворот на финансирање, освен дел кој што евентуално би се обезбедил како грант од Европската Унија, се друго ќе го вратат граѓаните. Што за возврат, доколку ова се изгради? Ако не денес, утре, годинава, за некоја година ќе мора да се изгради, што за возврат ќе направат граѓаните, бидејќи освен што добива државата, пред се добиваат и приватните компании кои што на крајот кои нормално печалат од продажбата на електрична енергија, но се во ситуација во голем дел од летните месеци да го плаќаат тоа на минусно салдо, нели? Да платат за некој да им ја земе струјата, бидејќи тогаш има многу, никој не ја сака. На кој начин ќе се изведе ова, или ова е сепак, бидејќи гледам дека оценката е тројка, дека е зрел проект? Да, и станува збор за успешно искуство во многу земји и во регионот и во Европската Унија. Така наречените сториджи, односно батерии со поголеми капацитети, веќе се користат, а пред се инсистира тие да се користат за балансирање на системот. Бидејќи електричната енергија која што се, односно обновливата енергија која што се произведува од соларни панели, може да е многу непредвидлива. И при најмала магла може да го редуцира. Да, ние ќе го направиме, но дали во тој случај тие компании кои што ќе ја складираат таму енергијата, ќе знаат јасно дека да, ние ја складираме оваа енергија, но заради тоа кога ќе треба на државата, вие на државата која што ќе ги изгради овие резервоари, ќе и продавате енергија по одредена сума. Останатото нека оди на слободен пазар. Прво, колку што памтам, законското решение, односно новиот закон за енергетика кој што се донесе 2022, ако не се лажам, за прв пат препозна можност за така наречени сториджи, и дури и различни начини како тие да се користат, за какви услуги може да дават во системот. Во случајот на системот за пренос, односно МЕПСО, тие батерии ќе служат за да се заштити системот и за да се заштити снабдувањето на индустријата и граѓаните. Во такви ситуации, како слични на пристапувањето во НАТО, ние плаќаме одредена цена, меѓутоа имаме и одредени придобивки. И придобивката во однос на МЕПСО е дека таквиот чекор прво ќе го заштити
системот. Понатака, како владата ќе биде креативна тоа да го стави и во корист на буџетот и тие инвестиции да се вратат назад, мислам дека тоа е отворен простор за понатамошна дискусија. Да се вратиме на делот од она што е реформска, делот од реформските обврски, она што треба да се направи до крајот на декември, односно до крајот на годинава, е Собранието да го донесе законот за реформа на јавните финансии, да се измени законот за буџет и 17 подзаконски акти, измена на закон за трговски друштва, за професионализација на управните и надзорните одбори на државните предпријатија и пополнување на испразнетите места во судството и обвинителството. Вредноста на сите овие реформи е 17.124.494 евра. Колку се прецизни европејците. Секако, и мислам дека ова е олеснителна околност, бидејќи скоро сме имале координација со Министерството за правда и Министерството за финансии и мислам дека во однос на повеќето од овие работи нема да има многу големи проблеми при имплементација, што ќе биде многу позитивен знак за почетокот на целиот процес на реформи. Мислам дека Министерството за финансии веќе работи на законското решение, а подзаконските акти се многу полесна операција. Исто така од страна на Министерството за правда сме информирани дека сите процеси кои што се поврзани со пополнување на празните места на судиите во правосудниот систем ќе се превземат конкретни чекори, бидејќи спроведувајќи ги овие реформи на директен начин ние придонесуваме за поддршка на буџетот. Само 2,1 милион. Уверени ли сте, министре, дека се ќе оди лесно, бидејќи се работи за испреплетени закони? Например, со законот за измени на трговски друштва треба да се донесат нови критериуми за избор на директори. Тие треба да бидат професионалци, да се бираат на јавен оглас, да има најмалку 3 кандидати. Сега, дали добро сум изанализирал мал дел од ова голема документче со тешки реформи? Од друга страна, до јануари 2025 треба да се донесе стратегијата за реструктурирање на две страшни компании. Така, железница и инфраструктура. Железница и пошти. И тоа е така. А стратегијата за железници треба да почне да се спроведува од јуни, така? Така. Да, сега. Но, во делот за спроведување на стратегијата на железници пишува: процесот ќе почне со селекција на нови членови на управниот одбор во отворена, независна постапка базирана на принцип на заслуги и така натаму и така натаму. И сега се е испреплетено и поврзано, а вие како влада и натаму, знаејќи дека до година треба да извршите реизбор според тие нови критериуми на сите директори од прв до последен и да бирате нови на оглас, не се знае дали некој од нив ќе го помине огласот, вие се уште именувате директори по принципот најдобриот од нашите. Зошто, кога знаете дека тоа ќе трае до јуни, не може повеќе да трае? Мислам дека да беше таков случајот, тогаш новата влада на една седница ќе разрешеше илјадници директори, како што, ако не се лажам, беше случај со 2008 со владата на Никола Груевски, 6 кога со една одлука смени повеќе од 1000 директори и тоа ќе беше многу голем знак за застрашувачка партизација на вкупниот систем. Мислам дека динамиката со која новата влада ги именува новите функционери и директори на сите институции, мислам дека е многу внимателна и затоа ние, пазејќи дали одредени кандидати кои што се назначени директно од владата ги исполнуваат условите, мислам дека се објаснува и со толку спората динамика. Иначе да беше спротивното, до сега целиот процес ќе беше завршен. И овој процес ќе мора да се повтори, бидејќи голем дел од директорите се според онаа формула ВД, што ја злоупотребуваат сите влади до сега. Мислам дека во моментот во споредба со претходната влада со односот на ВД директори дури и не се споредува.
Да, ние бевме сведоци дека во претходната влада 12, 13, 14 години ги држаа како вршителна должност. Веројатно нема да може да има член на надзорен одбор кој што претходно работел на одредена државна компанија, кој што претходно работел во фирма на одреден министр. Види, ако сакаме ние од нашата држава да направиме успешна приказна, која што ќе биде спремна за влез во Европската унија и која што ќе ги убеди нашите граѓани да останат тука, да не напуштат земјата, тогаш ако одредени реформи ни носат штети по одредени наши партиски интереси, се когаш треба да даваме предност на заедничкиот интерес и интересот на државата. Кој ќе биде инструментот што контролата за тоа, освен јавниот увид? Мислам дека со оглед на тоа дека во моментот не се работи на законско решение и бидејќи јас не сум правник, не можам да бидам прецизен како би тоа изгледало, меѓутоа јас не се сомневам дека законското решение мора да биде согласно препораките и стандардите на Европската унија, бидејќи во спротивно не само што нема да ни бидат исплатени финансиските средства предвидени за таа реформа, не само што ќе добиеме негативна оценка при идниот извештај на Европската комисија, меѓутоа тоа ќе биде многу лоша порака дека ние сме селективни во однос на реформите и тие реформи кои што ни одговарат ги спроведуваме со брзина напред, а тие што не ни одговарат ги кочеме и обструираме. Односно сега има една новина. Ќе им овозможиме на нашите соседи, кои што се исто така дел од овој план, да ги ако се ако покажат поголема способност од нас, да ги земат парите за кои што ние не сме биле способни или не сме покажале доволно политичка волја да ги искористиме. Тоа се новите секако, принципи. И искуството од претходното искористување, да речем, на ИПА средствата и од програмата 1 и од ИПА 2 не се многу, да речем, оптимистички. Затоа јас инсистирам цело време тие грешки кои што се направени да ги елиминираме и во однос на искористување на ИПА средствата, меѓутоа особено во реформската агенда, бидејќи динамиката и парите се драстично поголеми. Тоа е тешка задача, но како планирате да ја спроведете, пуште една пауза за реклама. Министре, кога зборуваме за европски пари, секогаш зборуваме за нешто што стои настрана и треба, како реформската агенда од планот за раст овој пат да ја заслужиме по принципот пари за реформи. За оние од ИПА треба да знаеме да поднесуваме проекти. Само од реформската агенда со реформите јуни и декември, значи до година се ајде отприлика 204 милиони евра, плюс тука се парите од ИПА. За сето ова се потребни луѓе кои што вие рековте ги нема, бидејќи загубите годишно се по околу 40 милиони евра, загуби на европски пари што не сме знаеле да ги искористиме. Како ќе ги вратите кадрите, министре, кои што се разбегани, дел советуваат странски влади, например владата во Тирана, дел се разбегани по невладините организации и едноставно вие нити предходната влада најде начин, нити оваа предочила како ќе ги стимулира да го дадат својот придонес во администрацијата. Тоа што неколку пати сум го кажал, сакам да го повторам и вечерва за вашите гледачи. Ако ние последните 3 години од околу 60 до 80 милиони евра по година сме изгубили по 40, тогаш сега кога првата година ќе имаме 80 од ИПА и 220 од реформската агенда, ако ние тераме по истата пракса, тогаш сигурно негде би завршиле со над 150 милиони евра изгубени средства. Мислам дека таквата порака, без разлика од тоа што парите ќе се враќаат во европскиот буџет, мислам дека пораката ќе биде многу лоша, бидејќи ние не сме желни да ги имплементираме реформите, што може на некој начин да се толкува дека
дури не сакаме да станеме и членка на Европската унија. За да не дојдеме до таква ситуација, затоа јас дури од првата моја пресконференција како министер сум алармирар дека дел од проблемот е и недостигот на стручен кадар. Секако дека целиот стручен кадар не можеме ние да го ангажираме, бидејќи нема кај да го најдеме. Многу е тешко да се најде стручен кадар, затоа работиме на комбинирано решение. Па, министре, свикајте состанок со делот да невладините како што работат на европската проблематика и побарајте ги списоците за вработени до периодот од 2009 година, ќе видите дека голем дел биле во СЕП. Секако. И тоа што спомнавте вие дека ние имаме фантастични експерти кои што се во моментот биле, а голем дел се, например, сега советници на албанскиот премиер Еди Рама, но во наши министерства, нема да ги спомнам кои, седеле во оние канцеларии што ги има за непожелните, бидејќи не се од нашите. Секако и денеска ние сме дојдени во ситуација да поради недостиг на кадар се брукаме како држава и губиме огромни финансиски средства. Којачарето, бидејќи имаше идеја и за ова и за IT кадрите, бидејќи тука не навлеговме и тоа е ресор на другиот министер, ќе разговараме со него околу дигитализацијата, сајбер безбедноста и тоа се кадри кои што државата нема да може да ги обезбеди без реално поголеми плати. Прво, на неколку наврати, јас дури имам и писмена кореспонденција со Европската комисија, каде што на неколку наврати се бара ние да носиме политика на задржување на кадрот. Политиката на задржување на кадрот прво подразбира зголемување на платите, за да луѓето се сметат како овреднувани и да носат одлука да останат. Меѓутоа да имаат можности и да напредуваат во кариерата, без при тоа различни владини гарнитури во нив да гледаат одредена политичка припадност, да имаат можност за развој во кариерата, услови за работа и така натаму. Меѓутоа во моментот ние не можеме да го решиме целиот процес само со дополнителен стручен кадар, бидејќи како што реков, прво не можеме да го најдеме целиот. Затоа работиме на комбинирано решение. 1/3 од капацитетите ќе ги надокнадиме со техничка помош од Европската делегација и различните инструменти кои што ги имаме како Министерство за европски прашања во располагање. 1/3 со вработување на професионален кадар и 1/3 нови вработувања, меѓутоа кои што ќе ги задоволат одредени, да речам, клучни критериуми и квалификации за да можат брзо да се прилагодат на специфичноста на работите. Сте разговарале ли или планирате да разговарате со дел од нашите експерти кои биле или сега се работат во Тирана и тоа како експерти на Европската комисија, а ние буквално дома не ги третираме. Едноставно да ги прашате зошто отидовте и што би ви требало да се вратите. Пошто не кај сите и не секогаш парите кои што ги добиваат, а се големи, си ги заслужиле, се главната причина. Луѓето прво сака да се почитувани, да ги цениш, да ги вреднуваш, за да може да седнат да придонесуваат за државата. Бидејќи за малце повисока плата никој нема да оди во ниту една соседна земја, кога знае дека за малце помала плата придонесува и за интересот на државата. Сум имал прилика многу од овие колеги кои што вие ги спомнавте, прво да ги сретнам во формални средби во Министерството, меѓутоа и во различни конференции и во околината и во европските земји, и сите тие, без разлика што не се во државата, изразуваат спремност да придонесуваат, ако ние гледаме простор како би ги вклучиле во целиот овој комплексен систем на имплементација на реформската агенда. Не сакав многу да го оптеретувам со политички прашања, меѓутоа, министер, какви се прогнозите за можно решение и договор со Бугарија? Прво, дозволете ми да го кажам ова. Чинот на честитката на премиерот Мицковски до господинот Бојко Борисов, мислам дека може да е многу мал чекор, меѓутоа е првиот чекор кон воспоставување на диалог помеѓу Република Северна Македонија и Бугарија. Секако криминалец и
да другите Секако, затоа зборови не реков можеме можда да ги е повториме. мал чекор, меѓутоа е многу битен чекор во насока на воспоставување на диалогот. Ако ние гледаме пораките кои што беа упатени од председателката на Европската комисија во Скопје, господина Јасни фон дер се. Лајен, тие се прво јасни и после тој состанок се создава одреден оптимизам и одреден простор кој што ние треба многу вешто и внимателно да го користиме за да дојдеме до заедничко прифатливо решение. Која е таа гаранција што ја барате, министре, Оптимизмот е уште на повисоко ниво, бидејќи ние како влада не го оспоруваме условот, односно политичкиот бенчмарк, уставните измени, туку мислам дека сме одговорни и сме сериозно заинтересирани да го заштитиме процесот после промената на уставот. Бидејќи ако ние само го менуваме уставот и ги отвараме преговорите, а во иднина Бугарија од нивна страна заради X причини пак не блокира во процесот на водење на преговорите, тогаш мислам дека ќе упатиме крајно лоша порака до нашите граѓани, дека овој процес никогаш нема да заврши. Ако е стравот во протоколите се во иднина, вие ќе ги пишувате со вашите политики. Протоколот на Бујар Османи ќе заврши со уставните измени и со некои обврски кои што се преземени во однос на историската комисија. Но што е она што вие го барате како гаранција? Преговарачка рамка, точка 2, прв пасус. Го има кај сите земји. Македонија, Албанија, Србија, Црна Гора. По својата природа, преговорите се отворен процес, чиј исход не може да се гарантира однапред. Кој што треба да ни гарантира? Да, одговорам на вашето прашање, што не плаши? Не плаши тоа што во ниту една друга земја која што стана членка на Европската Унија, билатерализацијата не беше дел од процесот на водењето на преговори. Дел од нашиот процес на водење на преговори е билатерализацијата. И билатерализацијата, како што изгледа, може да нема крај. Затоа ние сакаме да сме сигурни дека билатерализацијата ќе се тргне од процесот на пристапните преговори. Министре, за крај уште едно прашање. Ракавицата беше фрлена од премиерот кон лидерот на ВМРО ДПМН, се извинувам, кон лидерот на СДСМ, Венко Филипче, за предвремени парламентарни со локални. Прв се огласи лидерот на ДУИ кој што рече ајде да одиме на избори. Денеска вели и истото го вели и Филипче, спремни сме и ние. Некако вреди се воздржани? Се плашите од нови избори или? Апсолутно не, меѓутоа не гледаме никаква причина од избори, имајќи предвид дека владата има скоро двотретинско мнозинство. Прво, нема ниту еден потрес владата, ниту една криза за да може ние да гледаме на идните локални избори како можност да се држат заедно со парламентарните избори, што се однесува до вмешувањето на господинот Ахмети и ДУИ во целата приказна. Многу ми наликува на кога бевме во основно образование, имаше одредени наши другари кои што само еднаш во месецот ќе научаа една лекција и кога професорот ќе прашуваше кој е спремен, очите му ги вадеа на професорот дека бил спремен за тој ден. Така да, мислам дека тие се несериозни изјави и изјави кои што барат внимание, бидејќи очигледно не се научени да бидат во опозиција. Да не им одговара таквата тактика на професор? Мислам дека може да им одговара, меѓутоа долготрајно ќе договорени ученикот и професорот. Долготрајно ќе излезе на виделина дека тоа е само за дневна политика. Министре, ви благодарам што вечерва бевте на Топ тема. Благодарам за поканата. Вам, почитувани, ви благодарам на вниманието. Останете со програмите на Телмо.